Петок, 24 октомври, кратки вести во 12 часот. Од недела започнува зимскиот ред на летање на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Со новиот зимски распоред, Охридскиот аеродром ќе има 5 дестинации со 3 авиокомпании. ТАВ Македонија најави 10 нови дестинации од македонските аеродроми за предстојната сезона. Од Охрид ќе се лета кон Базел од 27 октомври и до Милано, почнувајќи од 30 март следната година. Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид бележи двоцифрен пораст од високи 16,2% со услужени 209.832 патници во периодот јануари-септември оваа година. Повторно отстранети бројни мрежи духови од водите на Охридското езеро. Тимот на Ghost Diving Adriatic се придружи на локалните сили и за 2 дена исчисти голем дел од напуштената обрема за лов на риби од езерото. Во соработка со Хидробиолошкиот завод и Нуркачкиот центар Амфора беше одржана и презентација на Факултетот за туризам и угостителство. Мрежите духови представуваат значителна закана за кревките екосистеми на Охридското езеро. Ако не се отстрануваат редовно, последиците можат да бидат сериозни, намалувајќи ги рибните популации, предизвикувајќи долгорочна штета на биодиверзитетот и локалната економија. Јато фламинга во поградец на албанската страна од Охридското езеро. Станува збор за група од повеќе од 20 птици кои најверојатно застанале за краток одмор, а фотографиите ги објави албанскиот премиер Еди Рама. Фламингата не се гнездат на територијата на Република Македонија, но се забележани повеќе пати на прелет преку нашата територија. Прв податок за нивно присуство кај нас е од 90-тите години кај селото Езерани. Времето денес променливо облачно и релативно топло со услови за дожд. Дува слаб до умерен југозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 19 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.